Благодарам, председателе. Јас имам предлог, значи 29-та точка, предлог закон за измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да се тргне и да се замени со предлог законот на левица, значи за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита. Нашиот закон е поднесен на 9 октомври. Законот за подкуп на медиуми, не за измени и дополнување, тој е буквално за подкуп на медиуми, е поднесен вчера, значи вчера добивме СМС. Ја прашувам, како е можно да нашиот закон од пред 20 дена, да уште не е готов, значи обично е имало проблем со преводот, имало, не знам, не стигнало, но ваму бил заглавен, онаму бил заглавен, и нашиот закон конкретно се однесува на диабетичарите, значи се однесува на третманот за диабетес, да добијат најсовремен можен третман, што е возможен, а не само да биде инсулинот за гарантиран, кој што и тој нели го нема. И се одеме што е као нешто небитно, 20 дена ние чекаме. Членот 137 вика: предлог закон се поднесува до председателот на собранието, веднаш, а најдоцна во рок од 3 работни дена од денот на поднесувањето го доставува до пратениците. 20 дена се поминати, додека од законот за подкуп на медиуми, кој што го поддржа и опозицијата, морам да нагласам, или лажната опозиција, значи тука имаме договор, во таква една ситуација се става од ден за ден. Значи се гледа што му е битно на ова собрание, народот, граѓаните, пациентите апсолутно не му се битни, до друга страна подкуп на медиумите и како му е битен. Значи таа груевистичка некоја метода, која што СДСМ и како ја критикуваше, сега всушност СДСМ ја враќа, и ова е заедно со ВМРО да помене очигледно, и ова е втор обид, првиот обид левица го блокираше, но сега гледаме дека практично истиот закон се поднесува, значи шверцески со европско знамеце. Значи, уште еднаш да повторам, да се тргне точка 29, предлог законот за измени и дополнување за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и да се замени со предлог законот за изменување и дополнување на Законот за здравствена заштита за диабетичарите. Ви благодарам.